денес сме тука во јавното комунално претпријатие Водовод и канализација во Прилеп, каде што како општина сакаме да му дадеме поддршка на јавното претпријатие, на директорот Емил Јаневски и целокупниот тим што работи заедно со него со воведувањето на овој ГИС системот. Тоа е географско информатички систем кој што нуди доста можности за детектирање на сите дефекти во водоводната и канализационата мрежа. Тоа е добар момент за што поскоро и подобро да се детектираниот дефект острани, со тоа се губи и помалку вода за пиење. Сето тоа оди во прилог како еден новитет во нашето комунално претпријатие. Јас сакам во оваа прилика не само да дадам поддршка, туку и да ги поздравам како екипа во јавното комунално претпријатие, затоа што добив информација дека ваква опрема е прва во нашава држава и вистински е за поздравување и за почит. И да дадам поддршка на овој проект кој што е Балкан Медитеранијан, кој што е во неколку фази, ова е во завршна фаза и тоа мислам дека еден од начините како се користат европските фондови, европските пари, како што го прави јавното комунално претпријатие Водовод и канализација во нашиот град. Можностите што ги нуди овој ГИС систем ќе ги почувствува тие благодети не само општината и граѓаните, туку јавното комунално претпријатие ќе има сигурно бенефит од сето тоа. Уште еднаш сакам да го поздравам овој чин, да му се заблагодарам на директорот Емил Јаневски со целокупниот стручен тим и сите вработени во ова јавно комунално претпријатие. Се надевам дека тоа во иднина граѓаните ќе го добијат најголемиот бенефит. Географскиот информатички систем представува збир на просторни податоци кои се однесуваат на нашите подземни инсталации, катастарските подлоги, сателитските снимки и така натаму. ГИС алатката всушност представува можност за интегрирано управување со овие просторни податоци или наједноставно кажано, од денес ние имаме можност да ги собериме податоците за целата наша инфраструктура подземја, за сите инсталации кои ги имаме, за дефектите кои што настануваат во нашата водоводна и канализациона мрежа, начинот на кој ги санираме дефектите, ќе имаме адресар за секој наш корисник, ќе имаме можност да ја пратиме состојбата на водомерите, состојбата на плаќањето на сметките на нашите корисници и така натаму. Меѓутоа, по детални информации за перформансите на географскиот информатички систем би дал можност на нашиот раководител за подготовка и развој во рамките на техничкиот сектор, Данче Јошевска, нешто да кажи, а ја накратко би се задржал на целокупната останата опрема која што имаме набавено дел со собствени средства, а дел со преку проектот Балкан Mediterranean Water Energy Cycle. Зад нас тука се најдува геоскенерот со изворедни перформанси, тој може да ги детектира сите инсталации подземни. Мојкиноста е 8 метри подземје и радиусот 15 метри, има можност да гледа дали цевката е под притисок, има вода или е празна. До него се најдува камерата за детекција на девијации во канализационата мрежа. И на тој начин ние имаме можност практично да видиме за кој вид на дефект станува збор, за пушување, нагмечување и така натаму. Врз основа на тоа знаеме кои действија треба да ги преземеме во насока на подобрување на услугата код нашите граѓани. Овде имаме опрема за детекција на губитоците на вода заради дефекти, корелатор и геофон. Геофонот бара повеќе вештина од оној што го управува или добро уво да го наслуша истекувањето уште пред да излезе на коловозната површина, додека корелаторот работи на малку поинаков принцип. Имате магнети, ги поставувате на цевката на која имате дефект, точка А и точка Б, тие ги лоцираат шумовите заради истекувањето, ги доставуваат податоците до корелаторот и корелаторот со прецизност кажува на кое место се најдува дефектот. На овој начин, практично, ние не мора да чекаме водата која што истекува од цевката заради дефект да излези на коловозната површина, туку можеме дефектот да го лоцираме уште пред незиното излегување и навремено да ги спречиме губитоците на вода. Понатаму овдека се најдува ова е GPS, наменете за лоцирање на координатите на нашите инсталации, како и утврдување на надморските висини. Локатор е ова за мерење на притисок
на водоводната мрежа, се поставува на цевките на водоводната мрежа, ги собира податоците за притисокот во одреден дел од градот, истите ги доставува до географскиот информатички систем. Одека имаме локатори за нашата мрежа, доколку овие локатори не можат да ја препознаат мрежата, имаме кабел кој што практично најблиската шахта го пуштаме низ цевките и локаторите, препознавајќи го практично кабелот, ја детектираат мрежата. Овдека имаме одомер, со одомерот прецизно практично ја мериме должината на цевката, на нашите инсталации. Детектори имаме за нашите инсталации, детектор за инсталациите, детектор за метал, ова е детектор за ПТТ и електроопрема. Ова значи дека при евентуално санирање на нашите дефекти, работење на нашата мрежа, имаме можност да ги видиме инсталациите на другите предпријатија и практично да не ги оштетиме истите. За нас имаме уште и нивелир. Тоа исто така е за мерење на надморската висина, односно на координатите при изведување на евентуална канализација. Најдоброто нешто што ни го возможува овој систем е тоа што практично ние самите го креираме изгледот на мапава. Значи сите информации што претходно сме ги внесиле во системот, одделението за развој инвестиции работеше 3 месеци претходно за да ги припреми целосната архива на техничката документација на нашето водоводно предпријатие. Сега целата архива е веќе пренесена во овој географски информатички систем и според со помош на оваа алатка ние можеме да ги пребаруваме, анализираме и да ги прегледуваме податоците на географската подлога. Исто така, освен да ги избериме податоците кои се пласираат на оваа мапа, ние можеме да ги избериме и подлогите. Во овој момент имаме катастарски подлоги, имаме топографски карти, имаме ортофотоснимки, имаме сателитска мапа и OpenStreetView Maps. Но ја оставаме отворена и можноста со понатамошната наша работа да ги внесиме и други подлоги. Сега во овој момент ја гледаме катастарската подлога, каде што точно знаеме линиите дали влегуваат во приватен или во државен имот, што ја олеснува работата на нашите екипи.